Вистина е дека новата учебна година започна со 245.000 ученици во основните и средните училишта, од кои 67.200 се средношколци. Од нив, 17.230 се новозапишани првачиња г во средното образование, а за нивното образование се грижат 6.709 професори. Но, вистина е дека овие бројки се само привремени. Министерството за образование ќе располага со конечни податоци дури кон крајот на септември. Вистина е дека годинава за прв пат се ангажирани 130 образовни асистенти за ученици со посебни потреби, а наставата доби нов квалитетен елемент – вештачка интелигенција. Се воведе и посилна поддршка за талентираните ученици и кариерно насочување за сите ученици. Но, вистина е дека зад сите овие позитивни чекори стои загрижувачки тренд – континуиран пат на бројот на ученици. Само во последната деценија, средношколските клупи се испразниле за 13.152 ученици, од 80.295 во 2015-та, 2016-та на 67.143 во 2024-та, 2025-та година. Тоа е намалување од 16,4%, односно колку едно јагуновце, толку ученици недостасуваат. Вистина е дека падот е наизразен во југоисточниот и источниот регион, но и полошкиот регион бележи драстично намалување од над 2500 ученици. Дури и Скопскиот регион, кој има најмало намалување, сепак изгубил преку 2000 средношколци. Единствено Вардарскиот регион бележи најмал пад, 989 ученици. Вистина е дека ова не е само прашање на статистика, туку реална последица од демографскиот пад и масовното иселување. Падот на учениците автоматски значи и празнење на класови, а со тоа се јавуваат административни и финансиски проблеми за училиштата. Вистина е и дека бројот на паралелки останува релативно стабилен, од 3501 во 2018-та, 2019-та на 3452 во 2024-та, 2025-та година, но тоа не кореспондира со драстичниот пад на ученици. И бројот на професори е во благо опаѓање, од 7479 во 2018-та, 2019-та на 7084 во оваа учебна година. Вистина е дека целото образование го чувствува ударот на демографската криза, прво основното, потоа средното, а наскоро и високото. Без системски пристап, училиштата ќе продолжат да се празнат, а со тоа и целото општество ќе трпи, од економијата до работната сила. На крај, вистина е дека проблемот не може да се реши само со политики за зголемување на наталитетот. Потребни се реформи што ќе ги задржат младите и семејствата во земјава, со подобро образование, подобри услови за живот и јасна перспектива. Без тоа, ниту едно училиште нема да остане имун на празните клупи.